Стартува новата сезона на ТВ магазинот Трилинг и нова средба со вас и македонската реалност. Државата како да ни е претворена во реалити шоу. Ноќен локал со разновидни музики, игри и танчери. Тајните служби станаа јавно гнездо на партиските послушници. Дали парабезбедносните служби и групи раководат со државата, манипулираат со луѓето и власта? Ова е само почеток на уште едно патување на ТВ магазинот Трилинг. Се надевам дека во наредниот период ќе го задржиме вашето внимание со изборот на соговорници и теми. Како и досега, ќе продолжиме со истото темпо и динамика. Од неколкумина соговорници на различни теми, области и дилеми. Еве што ќе гледате за почеток на ова издание. Ја не верувам дека сега и државата има интерес да обзнани кои се комуникации со кого се следени кај Мицковски. Ние знаеме дека нашите служби по традиција имаат таа слабост да функционираат со повеќе по политички критериуми отколку професионално безбедносни. Ние видовме и низ предметот со Кочани дека тие, иако зборуваа за тоа, и брат да ми е се бла-бла, се трудеа до последно многу жилаво и многу безобразно да ги заштитат своите кадри. Од самото раѓање останала без вид. Нема брајово писмо, нема брајови таблети, а бидејќи е диабетичар, не можела да пишува. И мојот асистент се снимаше, значи, како и се друго, како и во основно, како во средно, така и на факултет учев аудио. И сега луѓето некогаш ќе изреагираат чудно, ќе не погледнат, ќе се завртат, ќе ти биде незгодно. Марија го забележува некогаш тоа, и ако не гледа, таа забележува многу работи. Нас ни е потребна понатамошна едукација, понатамошен развој, како за индивидуалците, така и за компаниите, за тоа што значи вештачката интелигенција. Како по некое непишано правило, речиси на секој 4 до 5 години се обелоденува случај со прислушкување. Сина птица, големото уво, таргет тврдина, рекет. Се меѓу најголемите скандали во македонската историја. Дали е на повидок ново партиско-полициска афера, во која главна мета е бил Христијан Мицковски, тогаш во својство на опозиционер, лидер на најголемата тогашна опозицијска партија ВМРО-ДПМН, а денес премиер. Во ова издание на Трилинг соговорник е универзитетскиот професор Гордан Калајджиев. Професоре, дали е на повидок ново партиско-полициска афера или ова е своевидна фингерајка за дефокусирање на јавноста? Однапред тешко е да се каже, меѓутоа она што може да го извлечеме како заклучок е дека работите се појавуваат како инциденти и афери, меѓутоа очигледно е дека у суштина постои некаков континуитет на, да речам, беззаконие, условно кажано, или недоволна контрола и законско и професионално постапување на службите, кое што е влече корени уште од стариот систем и кое што у суштина, претпоставувам, никогаш не беше невистински реформирано. Интересно како јавноста, вклучително политичките партии, многу брзо го губи интересот да се следат овие состојби, да се превенираат. И така, од големите афери, последното што беше врзано и со извештајот на Прибе, констатираните состојби, помена некој период, луѓето ги заборавија, веројатно намерно се да речем запоставува или се оневозможува можноста да се востанови некаква контрола и генерално се губи интересот за овие состојби. Дали човекот кој денес има апсолутна моќ во држава, пред да дојде на премиерската функција, бил предмет на безбедносна обсервација? Подолг период се зборува дека, и тогаш и јавно зборуваше тогашниот лидер, сега премиер Мицковски, дека бил следен и него и потесното семејство. Значи,
Ние знаеме дека нашите служби по традиција ја имаат таа слабост да функционираат со повеќе по политички критериуми отколку професионално безбедносни. И тоа не е стара болка. Во конкретниот случај никој не може да каже сега со сигурност без да се направи соодветна контрола на случајот и да се има целосен увид. Теоретски е можно да нема злоупотреби и покрај тоа што може би на еден или друг начин бил евентуално следен. Вие знаете дека е општо познато дека овие дипломатските и конзуларните представништва по дефиниција вклучуваат разноразни агентури и разузнавачки служби. Тие непосредно комуницираат и со партиите и со други, така што во следење на нивните активности не е чудо да се јават како таргет или како некој што упаднал во тие ситуации и високи политички фигури. Значи, тоа сами по себе не е лошо, ниту забрането, доколку е bona fide според професионални критериуми, зависно од ситуацијата. Проблем е ако тие надвор од безбедностните професионални прашања се од аспект на чиста злоупотреба ставени под обсервација во смисла да се оневозможи да функционираат, се бараат да можност да се оцрнат и што ја знам. Така што се можни двете ситуации, ние се однапред не е благодарно баш да. Членовите на Комисијата за надзор на тајните служби влегоа во АНБ и во Агенцијата за разузнавање. Зошто се противат и зошто има скепса околу процесот на декласификација на содржината на преслушуваните разговори, ако бил преслушкуван? Па во принцип, тука малку се мешаат работите. Ја колку што знам од двете можни комисии, има комисија за следење на комуникацијата, која што не е активирана. Иако не е до крај јасно дали е во прв ред проблем прислушкување или во случајов повеќе следење. Ако е прислушкување, има посебна комисија, нели, за следење на комуникациите, таа сега не е активирана. Инаку е добро што таа комисија, барем теоретски, има можност да ангажира експерти, за разлика од оваа поопштата комисија за надзор, која што на погенерален план испитува законитоста на работењето на службите, но кој што има, да речам, сериозна слабост, прво со тоа што политичарите што се пратеници немаат искуство и познавање од работата на службите, е прашање без надворешна помош на експерти дали можат воопшто да се снајдат во контролата. Од нивен аспект не е толку битно декласификацијата. Се разбира тука и тоа прашање е кај нас отворено. Уште на време прво се отвори за тоа дали некои органи, прво врзано со обвинителството беше, сега е и со претениците од овие комисии, дали на сите им треба по дефиниција да добијат поименично сертификат за државна тајна и слично, или би требало да добијат по функција. Нашиот законодавец... Зошто сметате дека декласификацијата не е толку битна? Зарем тоа нема да помогне во... Ако го немаме овој проблем дека некои од нив, гледате, не отидоа сите, тие што имаат сертификати, за нив не постои проблем на класифицираност. Тие може да имаат увид и во класифицирани материјали. Декласификацијата, јас колку што ги разбирам политичките партии, особено опозицијата денеска, мислам дека има друга смисла, или барем ја би ја гледал така, сега не знам колку е тоа од знаење, колку од незнаење, повеќе би имало смисла декласификацијата со оглед на тежината во политичкиот живот на оваа проблематика, јавно да се види, јавноста да види, не само комисијата, пошироката јавност да може да има увид евентуално во делот тие, да речам, спорни материјали. И од тој аспект би била декласификацијата важно прашање. Кога овие би имале сите, а имаат повеќето, што е доволно за да извршат контрола, лиценци за, односно сертификати,
тогаш не би постал проблем. Кој може да одобри незаконско следење, обвинителството или Врховниот суд? Никој формално не одобрува незаконско следење. Одобруваат само законско. Обичните судови и обвинителството имаат многу построги и појасни критериуми, врзани со конкретни кривични дела. И тука процедурата е многу појасна, многу е транспарентна. Во крајна линија таа по известно време е отворена, бидејќи ако се појави предметот и на суд, тоа станува, се декласифицира и станува многу потранспарентно. Во принцип е секогаш попроблематичен овој дел со националната безбедност и со Врховниот суд кај што одобрува, бидејќи тука имате природата на опасностите и на целата работа на службите е таква што они делуваат ексанте, значи однапред предпоставуваат опасности, не им треба квантум на докази, како што бараме во кривично, дека имаме веќе сомнение дека има криминал па да се одобрат мерките, и тоа оди низ контрола, обвинител, суд, повеќе луѓе се вклучени и можностите за злоупотреби се со самото тоа многу помали. Ваму каде што Врховниот суд е доведен пред една ситуација за работи кои што и самиот исто у суштина не ги познава, имаме многу поголема опасност да се одобруваат мерки и тогаш кога тоа очигледно не е потребно. Сега се предпоставува дека типот на злоупотреби на одобрување на мерки спрема препознатливи јавни личности од политичкиот, јавниот живот, новинари и слично, дека и самиот Врховен суд би можел лесно да ги препознае дека тука нешто смрди, дека тоа нема да може. Инаку за други луѓе и поединци кои што се условно речено анонимни или не се толку познати, судот Врховен има многу тешка ситуација да ги препознае однапред злоупотребите и е многу затоа важно да има почести, посвесно контроли. Нашиот Врховен суд направи, ако не се лажам, еднаш во време на Јово Вангеловски таква контрола. Судот, обвинителството исто мислам дека еднаш направи една контрола во другиот сектор. Целиот систем има и други дупки, особено тоа што мислам се прецени улогата на минимизирање што ја нуди ОТА, таа нуди гаранции во делот на условно речено класичната мобилна и фиксна телефонија и тој тип на телекомуникации. Меѓутоа имаме нејасен простор со овие други начини на упајт во комуникации. Техниките одат секојдневно напред. Професор Калеџиев, Рајнхард Прибе им остави речиси 8 сугестии како свето писмо на политичките елити за реформа во безбедносните структури и правосудството. Зошто не успеавме да ги спроведеме тие негови сугестии, барања, препораки? Па добар дел од неговите се спроведени, значи тргање на прислушкувањето од УБК, монопола што го имаше УБК дури и кога да ги одобрува и можност да упаѓа и тогаш кога се работеше за прислушкување на правосудни органи. Добар дел од тие почетни работи се поместени. Меѓутоа, ова што го спомнав ја, се работи одат секојдневно напред и ние сега се соочуваме со условно речено и многу пософистицирани прашања. Ние де факто го надминавме тој проблем кај што УБК или службите порано можеле кога сакаат и со лесно да прислушкуваат секако, меѓутоа не сме ги затвориле доволно сите дупки и дури во време кога носиме законите останаа некои контроверзии. Во поново време се појави ова прашањето со комуникациите преку Sky, како беше ова, што ги добивме ние и други држави од Франција. Според мене, тие пред нашите судови, без судска одлука, се користени како докази. Според мене, тоа е неуставно. Меѓутоа, никој во држава не го поставува тоа како прашање, го држат под тепих
бидејќи така полесно може да ги затворат тие процеси против лица за кои што сметаат дека се условно речено ноторни криминалци. Меѓутоа, од аспект на правна држава, тука имаме сериозни проблеми. Така што Зошто обвинителството е помалку инертно и во најмала рака не реагира по допрен глас во однос на случајот сега што се појавува околу наводно прислушкување? Па тоа исто не знаеме баш колку се они инертни. Они исто така немаат лесен пристап. Самите кажа, што верувам дека е точно, не е тоа само изговор, дека направиле некакви средби, некаков увид и дека очекуваат случајот да се подрасчисти во некој догледен период. Затоа е добро и да речеме нивната работа да оди паралелно со работата на парламентарната комисија и на некој начин тие да се да речем да се подбутнуваат, а јавноста да остане заинтересирана бидејќи ја мислам дека јавноста носи добар дел од вината, што никој не. Ја го гледам на мојот пример, ние со Цаца од граѓанската контрола упорно ни одбива да ни дадат можности да профункционираме, значи не можеме да отвориме жиросметка 2 години. И буквално на секоја врата кај секој политичар и партија тропнавме, а на никој не му беше гајле. Поднесов оставки и пак на никој не му е гајле, значи и на општата јавност не беше гајле, зошто е оневозможено граѓанската контрола да профункционира. Каква разврска очекувате во однос на овој најнова афера која уште нема добиено ниту име околу наводното следење на тогашниот опозиционер, сега премиер Мицковски, неговото потесно семејство, обвинители, новинари? По природата на нештата, мислам дека шансите да не дознаеме се или повеќе е од самата природа. Значи, ја не верувам дека сега и државата има интерес да обзнани кои се комуникации со кого се следени кај Мицковски. Ме разбирате? Или било кој друг. Ние имаме еден посериозен проблем што дури на ниво на државата не ни е до крај јасно, бидејќи овие работат против непријателски служби и против условно речено непријатели на државата, ние не сме уште надминале проблемот кој професионално и неполитизирано би ги определил вистинските пријатели и непријатели против кои делуваат овие тајните служби. Дали, например, не знам, израелските служби се пријателски или непријателски, особено во овој контекст, кај што се државата е еден агресор практично. Од тој аспект гледано, мислам дека држава не може да си дозволи да се конфронтира со служби кои што се битни, пред се мислам на западните држави, и затоа мислам дека ние до крај вистината тешко би можеле да дознаеме од овој аспект зошто се следени некои лица од аспект на целата вистина, и затоа мислам дека ќе се затвори без пошироката јавност да дознае повеќе, што може би и добро, не знам, се зависи тоа од ситуација до ситуација. Меѓутоа, деликатна е природата на, да речам, на целата оваа работа, и затоа е многу тешко ние што имаме проблем, освен тие лоши традиции на политизираност, имаме и една поопшта непрофесионалност. Значи, од тајниве служби до правосудство. Ние кога би имале во државата поголем степен на професионализам, би имале многу помалку проблеми, било во секторот на правосудство, било во секторот на безбедност. Ние едноставно сме тие што сме, и тој степен наш на политичка, правна и општо култура е под нивото на западните развиени држави, затоа нас некои работи што таму се регулираат
да речем на база на повеќе на тие етички и професионални правила, кај нас е проблем. Никој од поранешните функционери нема да одговара, дури ако се измени кривичниот законник, недело тоа го најави премиерот Мицковски, дури ако се врати членот 353 од кривичниот законник, кој се однесува на злоупотреба на службена положба. Не можат да се вратат старите казни. Новите казни исто така, кога би се применувале редовно, нивните законски рамки исто така не се за поставување. Ако на тоа додадете можност да се конфискува имотот и слично, тоа уопште не е наивно. Мислам дека тука малку се фетишизира таа слабост, дека ете сега со тие измени, со најголемиот проблем настана со застарувањето. Што иначе па само по себе исто така проблем, зашто па тие предмети се оставило да се влечкаат со години. Власта вели дека нема да се доведе, нема да функционира на принципот на политички реваншизам. А при тоа најавува враќање на членот 353. Тука има, чинам дека уште еден член 357 кој исто се наведува во делот на злоупотреба на службена положба. Па и не би требало никогаш тоа не треба да се каже дека казаното право не треба да се инструментализира за политички потреби и да се користи како дел од политичката борба. Но едно се реторики, друго е вистината. Ние видовме и низ предметот со Кочани, дека тие, иако зборуваа за тоа, и брат да ми е, и сосед, бла-бла, се трудеа до последно многу жилаво и многу безобразно да ги заштитат своите кадри. Од челниците на МВР до тие началниците и други кадри, така што се удри на сметка на тоа, ќе казнуваме без основ наназад практично невини луѓе. Мислам, невини за конкретниот настан, ако и тие си имале своји пропусти, тоа би одело за сосема други дела. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Тренинг. Ви благодарам и вас за поканата. Ќе бидам многу директен. Се чувствувате како лице со хендикеп, ќе ве навреди ли некој кога ќе ви рече видија оваа девојка е слепа? Па да, јас иако не ги гледам, јас ги слушам нив и ќе ми биде криво. Да, не би сакала јас така да ми кажат. Како е да се биде лице со било која попреченост, а освен со лице со ошетен вид. Тоа значи да бидеш приврзан од помошта на семејството, да бидеш обрзан да чекаш од нив, да не можеш да бидеш вклучен во никакви збеднувања што ги дава нашето општество. Вечерашната соговорничка треба да биде инспирација за многумина млади. Од самото раѓање останала без вид. Нема брајово писмо, нема брајови таблети, а бидејќи е диабетичар, не можела да пишува. Користела аудиоверзии од лекциите за да ги научи материјалите. Марија Стоилковска испише историја во македонскиот образовен систем, дипломирајќи политички науки. Марија Стоилковска е кумановчанка. Речиси секојдневно патувала на релација Куманово-Скопје, за да ги заврши студиите токму во главниот град. И покрај проблемите со видот, сепак не се откажала. Храбра и до крај, амбициозна, за да го реализира својот сон, поточно да биде дипломиран политиколог. Како е да се биде лице со било која попреченост, а освен со лице со ошетен вид. Тоа значи да бидеш приврзан од помошта на семејството, да бидеш обрзан да чекаш од нив, да не можеш да бидеш вклучен во никакви збеднувања што ги дава нашето општество, како што се забавни,
културни, да не можеш да побараш вработување, затоа што ако побараш вработување, тие велат дека лица со попреченост не може да работат одредени професии. Исто така, например, јас, кога ќе излезам од нашата куќа, има разни луѓе. Има луѓе кои што се сожалуваат, ми даваат бесплатни работи. Еве, например, имаме случка, баш во сабота, кога бев кај баба ми, по патот една жена ни даде смоква, што за мене тоа, јас се чувствувам полошо. Мислам дека лицата со попреченост не треба да се сожалуваат, туку треба да се мотивираат, затоа што како и сите и тие можат да работат. Струковска, основното училиште го завршувате во Куманово во нови околности, нови простори, нови соученици. Како функциониравте на почеток? Па јас, уште како мала, имав здравствени проблеми кои што се надвор од мојата попреченост. И јас многу сакав да одам во градинка, но не ме примија. А поради што? Видете, поради тоа што ти рекоа, ние немаме стручни лица кои ќе работат со неја и не можеме да ве примиме во градинка. И моите родители рекоа, добро. Потоа јас добив проблеми кои што се надвор од мојата попреченост и на 6 години требаше да се запишам во училиштето во Куманово, во основното училиште Браќа Миладиновци. И ние отидовме да се запишеме, но тие не прашаа, имате ли брајава машина? Ние рековме дека немаме. Но мајка ми и татко ми отидоа во Центарот за социјални работи да прашаат дали може да ни добиеме брајава машина. Но едната од вработените им беше пријател и таа рече, а зошто да учи тука, кога има специјално училиште во Скопје? Запишете ја таму. И ние отидовме со моите родители да го видиме школото. И тие дојдоа да не видат нас. И потоа, кога јас се запишав во училиштето, на почетокот одевме со мајка ми, со татко ми, не ми беше познато ништо. И мотивот ми беше, ако јас се запишам во училиштето, јас ќе стегнам нови новости, например, нови луѓе, ново знаење, другарчиња, ќе запознам нови личности. И затоа, за среќа, јас се навикнав на тој простор, на таа училница, на тие луѓе и на тие другарчиња. Затоа што учителката беше добра. Во текот на едукацијата сте се соочиле со проблем, немало брајаво писмо, немало таблети. Како ги учевте лекциите? Па јас до 5 одделение пишував на машина, но ние кога ни констатира дека јас сум диабетичар, се договоривме. Јас си кажав на мајка ми, мамо, не можам да пишувам на брајевата машина. Дај да најдеме начин како јас бија продолжила мојата настава. Таа ми рече, епа тогаш престанува да ги снимаме нашите лекции, лектири, сите работи. И ние ги снимавме. И потоа, пред да матурирам, јас така учев. И потоа, кога јас станав 4-та година средно, продолжи мојот асистент. Со истиот метод кој го најдовме со мојата мајка. Додека бев во школа, татко ми секој ден ме возеше Куманово, Скопје, патувавме, во средното одев на пракса и во мојот град одев на пракса. Од првиот ден кога сте дошле на факултет, првиот одговор тука на Фон универзитетот каде што го правиме интервјуто, не им било јасно што да прават со вас. Дали тоа е резултат на неподготвеноста или аномалиите во македонскиот образовен систем или предрасудите кои се уште владеат? Па да почнеме. Јас требаше да се запишам на УКИМ. А до тогаш
лицето со попреченост не полага матура, затоа што секако во моето школа немаше државна матура. Имаше само матурски испит. Како нели децата што се спремаат сега за матурски испит. И ние отидовме да запишеме и тие ни рекоа: ние не можеме да ја запишеме затоа што нема државна матура. Ние рековме: како тоа не можете да ја запишете затоа што нема државна матура? Ние знаеме дека лицата со попреченост не полага државна матура. Но по одбивањето од страна на УКИМ, ние не знаевме што да правиме и поразговаравме дома. До тогаш, потоа, видовме еден наслов за двојни дипломи на ФОН. И ние отидовме во другиот уписен рок, заедно со мојата мајка и мојот татко, да дојдовме тука за да се запишеме, да го видиме универзитетот. И јас тогаш одлучив дека ќе се запишам на политички науки. И тие, кога се запишав, тие ми дадоа стипендија. Но професорите тоа го рекле не од неподготвеност, не од негативна смисла, туку тие не знаеле нормално дека јас сум прв студент, никогаш не имало такви лица на факултетот. Со вас, Марија, и вашата асистентка Марија Груевска. Марија, од кога сте со Марија? 7 години, долги 7 години до август, од самиот почеток, откако почна самата асистенција во нашата држава, кога беше воведена, јас почнав да работам со Марија од август, тоа ќе му дојде 2018 година и од тогаш ние непрестано работиме заедно. Обично 5 дена во неделата, по 4 часа прилика ни е работното време и сега за сега добро функционираме. Имајќи во предвид дека македонскиот образовен систем, па и македонското општество се чини дека не е подготвено за овие лица со оштетен вид во целост. Па секако да, значи има пречки, но сега за сега ние добро се снаоѓаме. Сега со Марија излегуваме, речиси секојдневно надвор од домот. Тука наидуваме нели нормално на некои луѓето да не погледнуваат, оди со стапчето до мене. На почетокот одевме рака под рака, сега го носи своето стапче и со тоа функционира и сега луѓето некогаш ќе изреагираат чудно, ќе не погледнат, ќе се завртат, ќе ти биде незгодно. Марија го забележува некогаш тоа и ако не гледа, таа забележува многу работи. Исто така и во образованието сега, да, ние кога почнавме овдека, професорите прво се консултира со мене, бидејќи јас почнав со неа да одам на факултетот, а татко и не возеше, и се консултира со нас, бидејќи уште немав положено, а за да оди со автобус, например, Марија со јавен превоз, беше неизводливо, бидејќи требаше да минуваме 2 автобуси, сега и работното време на мене ми е пократко, требаше да правиме некои, така ни одговараше повеќе да одиме со кола и татко и не возеше. И тогаш тие се консултира со нас како да и пристапат на Марија, бидејќи беа неподготвени и не знаеа што да прават и како како тие всушност да се снајдат со неа, како да помогнат да може да ги свати полесно материјалите, да не има пречки во образованието и можам да кажам дека наидовме тука на факултетот на огромно разбирање од страна на сите. Стоилковска, Вред? со целосен оштетен вид, диабетичар, како ги учевте лекциите за да ги полагате испитите? Па, ние одевме, ги земавме книгите и мојот асистент се снимаше, значи, како и се друго, како и во основно, како во средно, така и на факултет учев аудио. Така и дипломската ја учев аудио. Мојата тема за дипломски труд беше можности за вклучување во избирачкото право на лица со оштетен вид во Република Северна Македонија. Тоа ми беше тема за дипломски труд. Ќе бидам многу директен. Се чувствувате како лице со хендикеп? Ќе ве навреди ли некој кога ќе ви рече: видија, оваа девојка е слепа? Па да, јас иако не ги гледам, јас ги слушам нив и ќе ми биде криво. Да, значи не би сакала јас така да ми кажат. Дали во македонското општество се уште постојат предрасуди кон лицата со хендикеп? Или Да. еве подиректно на лицата со оштетен вид?
Да, кон сите, не само кон оштетен вид. Например, јас сум слушала каде што како видат дете со аутизам, мајката му вика на нејзиното дете: не го дирај него, не, ќе ти направи нешто, не го дирај него. Со било кого, не само со оштетен вид. Откаде таа желба и мотив кај вас, Стоилковска, да учите и покрај сите здравствени перипетии со кои сте минувале сите овие години, се до дипломирањето тука на ФОН? Па, затоа што јас мислев затоа што имав мотивација. Се мотивирав самата себе, затоа што нема што јас да се нервирам. Ако сакат, нека кажуваат. Ако тие мислат така, нека биде. Не треба да ги гледаме нив, туку треба да си продолжиме по својот пат. Нивниото за нив, нашето за нас. Стоилковска, дипломиравте тука на ФОН на правни и политички науки. Да. Марија Стоилковска, политиколог. Да. Но воедно вие сте и физиотерапевт и масер. Па да, тоа ми беше средната струка во која што одев на пракса, но јас веќе таа струка не ја користам, затоа што веќе почнав да продолжувам да студирам со оваа струка и продолжив со нејзе. А таа струка повеќе ја користам само како хоби, кога ќе му биде потребно на некој, на моите блиски, на комшивките, на семејството, кога пример ќе го заболи рака или така нешто. При крајот од разговорот, што значи за вас да се соработува, да се биде асистент на Марија Стоилковска? Веќе рековте неколку години сте своевидна нејзина десна рака. Да, така некако. Да, ние во периодот на факултетот секако и нејзиното семејство, бидејќи не можев јас да ги снимам сите лекции, бидејќи книгите доцна стегнува и не можевме да постигнеме да се снимаме. Кога ќе се збори за некој мислител или нешто, има многу презимиња со многу букви. И така да секако дека помага и нејзиното семејство во образовниот процес кога имаше потреба, кога јас не бев тука или кога не можев едноставно. Така да за време на факултетот, бидејќи во средно бев само една година со неа, значи четвртата година, бидејќи асистенти тогаш следува од 18 па нагоре, така да мене ми беше задоволство да работам со Марија и се забележува разлика, бидејќи Марија од тој момент до денеска многу напредна, значи во секој аспект, дали е социјализација, образование, култура, значи стекна нови пријатели и покрај мене заедно почнувавме да излегуваме на кафе, бидејќи пред тоа таа излегувала, ама со семејството и не е истиот начин и истото тоа што таа сакаше да каже, дека со мене споделуваше некои тајни, кога има некои проблеми, и нешто што не можам да кажам на семејството. Да, значи на неја и требаше некој кога семејството не е тука, да и биде и психолошка поддршка, значи и образовна, и културна, и во спортски настани се вклучувавме, значи каде што можеше Марија да се вклучи, секаде одевме и реално во Куманово и бевме пример, дури сите не познаваа кога не видеа. Да, така да можам да кажам дека за мене представуваше огромно задоволство, затоа што јас исто така и од фамилиарни причини почнав да ја работам, бидејќи имав во семејство случај таков со лице со попреченост. Сакав да ја работам оваа работа, мене ми исполнува, бидејќи е хумана и не сакам лицата со попреченост да се етикетираат со нивната попреченост, што рече Марија, нели, дека ја етикетира дека е слепа. Зошто? И таа е човек. Значи таа може исто да направи како и сите други. Да, само што затоа и се викаат лица со попреченост, бидејќи тие имаат попречености во општеството и бариери, а не тие самите. Треба да се прилагоди општеството према нив, за да може тие да си функционираат најнормално како и сите други лица. Бидејќи ние на Марија можеби нема да и треба толку асистент, вака, например, за да се снајде во општеството, ако бидат прилагодени условите. Да. Стоилковска, белиот стап како символ за лицата со целосно оштетен вид. Да. Сте посетувале класична настава, но во екот на пандемијата и онлайн настава. Што ви беше поедноставно? Па поедноставно
ми беше онлайн наставата. А кога ќе се појавевте на предавање? Па ги снимавме, со дозвола од професорот предавањата ги снимавме. Испитите не, испитите тие си ги снима. За некој нивен резултат, а предавањата ние ги снимав. Стоилковска, сега сте дипломиран политиколог. Да, Сакате да се втурнете во политичките води? Каде Да. се гледате себе си? па јас се гледам себе си во политиката, затоа што мислам дека лицето во преченост, и не мислам, него гледам, дека лицето во преченост не може да се вклучат во ниту едни нивни права. Прво, ни во избирачките права, ни да бидат избрани, ни во ниту едни активности, и немаат ни некој што ќе ги представува. А јас, мислев дека знаев дека кога ќе го завршам факултетот, ќе можам да ги представувам лицата со попреченост. Да може нивниот глас конечно да биде слушнат, да бидат вклучени во секаде. А што се однесува до Белиот Бастум, исто така кога ќе имаме, нели, со Белиот Бастум кога ќе одат, кога ќе одиме, например, исто така имаат негативни коментари, погледи. Например, немој с њума да се дружиш, она е слепа. Зашто тоа го викаат? Ако јас можеби ќе можам да се шетам со нивната керка, со другарка ми, со некоја друга другарка. Зашто да викаат немој с њума да се дружиш, она е слепа. Што значи тоа? Марија Стоилковска, благодарам за гостувањето во емисијата Трилинг во прво издание, што издвои време да дојдеш од Кумано во Скопје. Ти посакувам многу успех во иднина и се надевам дека зацртаните желби ќе се остварат. Па да. Следевте гостување, поточно интервју со Марија Стоилковска и нејзината асистентка Марија Стоилковска, лице со целосно оштетен вид, која го има завршено основното образование, потоа матурирала и неодамна дипломираше тука на Универзитетот ФОН. Кратка пауза и продолжуваме со следните соговорници за ова издание на Трилинг, а еве што ќе гледате. Најтешко ќе бидат засегнати се оние професии каде што луѓето всушност се користат себе, значи тие се самата работна сила, физичка работа. Работат физичка работа на било кој начин. Значи тоа се различни професионалци од, еве да кажеме, забен техничар. Меѓутоа, кои професии ќе бидат најмногу засегнати се оние кои што се базираат на знаење. Затоа што знаењето денеска станува заради вештачката интелигенција, еден збор кој што го користат англичаните, тоа е commodity. Значи станува присутно. Влегуваме во новата технолошка револуција. Компјутерот станува социјален инструмент, но се уште е неизвестно човекот ќе успее ли да ја контролира вештачката интелигенција. Првите идеи се од 19. век, кога англичанецот Чарлс Бабеч почнал да сонува. На двете страни од океанот работат Џон Винсент и Атанасов. Физичар со бугарско потекло го измислил првиот дигитален компјутер. Првиот функционален компјутер во светот го создал германецот Конрад Цузес на почетокот на Втората светска војна. По само еден век светот станува зависник од алгоритмите, што го кројат и го одржуваат светот на новото создавање. Какви предизвици престојат со дострелите на вештачката интелигенција? Ова издание на Трилинг соговорник е Валентина Тасева, извршна директорка на СЕМОС Едукација. Добре дојдовте и ви благодарам што издвоите време за разговор. Нашата земја низ годините не е назад во поглед на едукација на IT кадарот. Многу пати сме создале многу нови индустрии, например, еве ќе ги спомнам софтвер тестерите кои што беа доста популарни и допринесоа кон севкупната економија на државата, допринесоа кон извоз на сервиси, на услуги, дополнителни пари кои што стигнаа во нашата држава. Меѓутоа, деновиве се случува глобално, па и кај нас,
тренд на примена на вештачката интелигенција. И тој тренд, мислам дека и кај нас е видлив, се опфатен, може да кажеме, меѓутоа има се уште многу простор. Јас деновиве имав неколку дискусии дали нашите компании и нашите граѓани знаат за тоа што е генеративна вештачка интелигенција, и генеративна вештачка интелигенција е всушност промптинг. Оној начин на разговор кој што го имаме секојдневно со ChatGPT или со било кој друг програм на вештачката интелигенција. Меѓутоа таа не завршува тука. Значи нас ни е потребна понатамошна едукација, понатамошен развој, како за индивидуалците, така и за компаниите, за тоа што значи вештачката интелигенција како начин за примера не само во технологијата, туку и во бизнисот. Колку вештачката интелигенција ќе ги замени или во најмала рака ќе допринесе за намалување или рационализација на кадрот и можеби од потреба за преквалификација на работните позиции? Па се појавува една реченица, дали знаеш кога и како ќе те замени вештачката интелигенција. Не би рекла дека само ќе не замени. Значи, секако некои работни места ќе бидат згаснати, апсолутно ќе се појават нови. Дали ќе се појави потреба за преквалификација? Да, ова го зборувавме впрочем и во минатата емисија, дека преквалификација на многу професии е неопходна. И тука би споделила, доколку ми дозволите, значи дека вештачката интелигенција ќе биде видлива на 3 нивоа. Едно во рамки на индустриите, еве ќе споменеме креативните индустрии. Второ во рамки на професиите во тие индустрии. Пример, една од професиите во креативните индустрии е графички дизајнер или пак видеографер. Тие професии ќе мора да бидат променети или дополнети оние луѓе кои што се во тој сектор ќе мора да имаат нови знаења. Дали некои работни места ќе исчезнат и кои? Кои ќе бидат први на удар, да речеме? Кои професии ќе спомнеме најтешко ќе бидат засегнати се оние професии каде што луѓето всушност се користат себе, значи тие се самата работна сила, физичка работа. Работат физичка работа на било кој начин. Значи тоа се различни професионалци од, еве да кажеме, забен техничар. Меѓутоа, кои професии ќе бидат најмногу засегнати се оние кои што се базираат на знаење. Затоа што знаењето денеска станува заради вештачката интелигенција, еден збор кој што го користат англичаните, тоа е commodity. Значи станува присутно. Вие може со ChatGPT да си направите муабет или со било кој друг, еве Copilot ќе го споменеме, со било кој друг алат од вештачката, било која апликација која што представува вештачка интелигенција, може да се направите муабет и да го добиете сето знаење на светот за 5 секунди. Па се, дали и колку вештачката интелигенција ќе допринесе околу зголемување на БДП-то, бруто домашното производство? Многу зависи од тоа како ќе го искористиме ова знаење. Ќе споделам, например, во Англија 360.000 луѓе се занимаваат со вештачка интелигенција. Стратешки, определбата на државата е да се движи кон вештачката интелигенција. Ќе ги споредиме Европска Унија и Америка. Европска Унија интензивно вложува, или Европската комисија интензивно вложува во сите знаења за вештачката интелигенција со цел да ги држи земјите членки конкурентни на остатокот од светот. Ние како земја, со оглед на нашата големина, со оглед на тоа дека светот е неограничен денеска, нашите знаења се неограничени, апсолутно треба да ја видиме вештачката интелигенција како можност да го зголемиме својот БДП. И не само тоа, може да допринесеме младите да се вратат назад, можеме да допринесеме кон подобра бизнес клима, зголемена продуктивност и така натаму. Значи, на многу нивоа може да ни помогне да имаме дополнителен развој. Во Хрватска е направено истражување со заклучок агентите на вештачката интелигенција можат да постигнат заштеди до 40% во деловните и индустријски примени. Се согласувам. Целосно се согласувам. Ние како земја се уште не ги користиме. Примената на вештачката интелигенција во изминатите неколку години, како што сите знаеме, доаѓа многу брзо. Значи, една карактеристика е многу важна, тоа е брзината.
Агентите се следното нешто од аспект на вештачка интелигенција кои што ќе бидат насекаде околу нас. Два примери во рамки на мојата компанија. Еден е тоа дека агентот денеска нас ни одговара на сите прашања кои што ни се внатре во компанијата. Колку денови имам одмор, кои се правилата, како се фотографира нов работен, како се онбордира нов работен и така натаму. Значи, тоа е еден пример. Втор пример е агентот може да ви служи како продавач. Ама тоа е веќе видено низ годините. Трет пример, во рамки на одделите за финансии, агентот може да ги каже правилата за тоа, патни налози, каде се доставува документите, што кој ќе се прати атачмент, агентот да го сними во позадина. Значи, вие веќе нема потреба да знаете дали сте го заборавиле можеби мејлот и дали мејлот содржал некој документ. Агентот ќе го стори тоа за вас. Агентите се нашето секојдневие, многу набрзо. Годинава одбележувате 3 децении од формирањето на СЕМОС едукација. Подеми и падови. Кој период ви беше предизвик за кој најмногу се гордеете, а кој беше оној момент кога понекогаш и се прекршувавте дали треба да се, во најмалка да го проширите бизнисот, да купите нов деловен простор, да се проширите и во простори, но и кадровски? Сите 30 години беа предизвик. Горда сум на тоа што можам да кажам дека растевме цело време. Неколку причини зашто растеме, затоа што цело време учиме. Тоа што е ново, актуелно, вештачката интелигенција кај нас е веќе присутна од 2019 година. Че СЕМОС едукација не за себе, туку и пошироко во регионот ја споделува веќе колку години, 6 цели години. Најголем период на раст за нас беше COVID, пандемијата. Тогаш едноставно она знаење што го имавме од предавањата во странство, например во Исланд, каде што температурите или природата не дозволуваат патување, се одвива онлайн, или Норвешка, каде што СЕМОС едукација е присутна преку 10 години, ние го донесовме тука и ние бевме спремни. Од петок за понеделник, значи кога се затвори државата и светот, ние веќе знаевме како да работиме онлайн. Од 4000 слушатели пораснавме на 9000. Од 20 вработени пораснавме на 50 вработени. Но што е важно за тој период? Не е само бројот на луѓе. Дигиталната трансформација која што ние сами за себе ја направивме. Значи, ние моравме да научиме да работиме целосно дигитално. Анализа на податоци кои што и до ден денеска ја користиме. Примена на донесување на одлуки базирани на бројки, кои што пак ги добиваме преку дата анализа. Значи, тоа беше момент, период кога СЕМОС едукација достигна преку 100% раст. COVID пандемијата и периодот по тоа. Значи, она што беше нормално до 2019, после 2020 беше сосема друго, 2023 беше сосема трето, денеска со AI, со вештачката интелигенција е нешто што доаѓа, нешто што го гледаме, нешто што го применуваме и за нас еднината е повеќе од возбудлива. Затоа што она што го знаевме, сега ќе биде различно и ново. Знаење што менува. По тоа мото одбележувате 3 децении од формирањето и постоењето на СЕМОС едукација. Токму по тој наслов почнуваме своевидна заедничка соработка во која ќе имаат гледачите можност во речиси во секоја емисија да гледаат што младите учат, што може да донесе вештачката интелигенција, што носат новите технолошки иновации. Така е. Свативме после 30 години дека навистина она знаење кое што ние сме го споделиле со светот, сме го споделиле со преку 150.000 поединци, индивидуалци, наши сограѓани, пријатели, со низа компании, преку 400 компании годишно, всушност знаењето не менува нас, ни го менува обкружувањето, ги менува компаниите, ги менува индивидуалците. Знаење што менува, ни обезбедува подобра иднина, подобри можности, не прави поконкурентни, не прави видливи во светот и, како што спомнав, на сите нас ни носи подобра иднина. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодараме вам.
Следите Трилинка, во последниот дел од ова издание на емисијата воведуваме нова рубрика под наслов Знаење што менува. Во наредните неколку месеци ќе имате можност да гледате IT трендови за дигитална трансформација, вештачка интелигенција. А вештачката интелигенција не е научна фантастика. Таа е реалност и ќе биде речиси дел од секоја професија. Вештачката интелигенција денес е новиот неопходен јазик. Дигиталната писменост и вештачката интелигенција ќе им бидат неопходни на новите генерации да бидат подготвени за иднината. IT едукацијата е како фитнес на мозокот, ке рече Петар Пејовски, дата специјалист, поранешен студент на Детскиот едукативен центар. Токму Петар Пејовски е првиот соговорник со негови видувања околу IT вештините. Дигиталната писменост е новата писменост. Значи, денеска, ако детето не знае да чита и да пишува, секако дека е проблем. Ама исто толку голем проблем е ако не знае да препознае лажна информација на интернет или како безбедно да го користи интернетот. Децата што остануваат само пасивни корисници, ќе ги кажеме така, тоест гледаат видеа, играат игри, се во голем ризик да бидат изманипулирани или да изгубат време без да создадат нешто, што е многу важно. Додека дигитално писмено дете ќе знае да користи технологија за учење, за развој, ама пак ќе знае и за забава и на креативен начин, пред се. Јас сам имав многу пати ситуации каде знаењето од курсевиве ми помогна не само за школа, туку и за секојдневието. Значи, пример, кога професорот ќе ми зададеше некој проект, наместо да гуглам 100 линкови, јас знаев кој линк ми е потребен, што е многу важно, знаете и сами, и да препознам која информација е точна, која информација е лажна, тоа е огромна предност. Вештачката интелигенција не е научна фантастика веќе, тоа е реалност и ќе биде дел од секоја професија, ако не и веќе за луѓето кои знаат правилно да ја употребат. Сега, ако децата го учат тоа порано, те не учат само да го користат, туку и да го разберат. Кога детето ќе свати дека може да ја користи за да направи домашна работа, да создаде цртеж или дури да си смисли нова игра, тоа е момент кога технологијата станува алатка за креативност, а не само играчка. Една од најчестите заблуди е дека вештачката интелигенција е опасна за деца. Јас би рекол, опасно е ако децата не ја разбираат. Кога ќе ја разберат и кога ќе научат да ја употребуваат правилно, тоа е супермоќ, вистинска супермоќ. Пред 10 до 15 години сите родители ги праќаа децата на курсеви по англиски, затоа што без англиски не може да се замисли днината. Денес истото тоа важи и за вештачката интелигенција. Значи, тоа е новиот неопходен јазик. Ако не го знаеш, ќе ти биде многу потешко да комуницираш и општо да успееш во светот. IT едукацијата, дигиталната писменост и вештачката интелигенција се трите столба што ќе му возможат на децата да бидат подготвени за иднината. Ако не ги научиме сега, ќе останат чекор за светот. Тие не се работи кои се само убави да се знаат, туку се неопходни. И уште една практична порака само до родителите. Започнете со мала промена. Седнете заедно и направете еден мал проект. Нека биде некоја едноставна игра. Ќе видите како ќе му засветат очите на детето. И тоа е најдобриот доказ дека учењето може да биде и забава и иднина. Кога почнуваш млад, технологијата ти станува на некој начин природен јазик. Исто како кога ќе учиш странски јазик, кога си помлад, најлесно е кога си дете, нели? Плюс, ако тогаш направиш грешка во Excel, веројатно никој нема да ти ја смета како финансиски скандал. Денес дигиталната писменост е како да знаеш да пишуваш и да читаш. Без неа си изгубен. Децата не мора сите да станат програмери, ама мора да знаат како да се снајдат во дигиталниот свет, каде што се е поврзано. Вештачката интелигенција е новата електрична енергија. Ќе биде во секоја индустрија, секоја работа, во секојдневието.
Јас денес работам со податоци и со вештачка интелигенција и гледам колку е вистински важно младите уште од сега да се запознаат со тоа, а не само како корисници, туку и како креатори. IT едукацијата јас би ја споредил со фитнес на мозокот. Тоест таа ја тренира самата логика, креативноста, решавањето на проблеми. И да, не мора сите да бидат програмери, ама сите ќе мора да знаат како да ја користат таа технологија. Значи, најдоброто е тоа да почнеш да учиш рано. Со новата рубрика Знаењето што менува во рамки на ТВ магазинот Трилинг го затвораме ова издание на емисијата. Се гледаме за 7 дена во исто време. Во меѓувреме читајте не на triling.mk. Довидување.